И здраво на сите, добро дојавте во моето денешно видео, како што гледате. А по насловот денес ви снимам тему хол. Пред да започнеме, сакам само накратко на брзина да ви кажам дека ова видео ќе се состои од 2 дена. Овој пакет ми стигна од многу одамна, но го чував, беше кај мојата сестра, денес го добив кај мене, го донесо мајка ми, татко ми. И сакав да го чувам за тогаш да го снимам во еден ден се заедно, но бидејќи не можам да се воздржам, а и не знам ни кога ќе стигне тоа. Затоа сакав ова да ви го снимам денес и да ги имам сите овие облеки, јалишта и се друго што има овде спремни за употреба и да бидат испарени и чисти. Така да, ајде веднаш да започнеме. Ова е прв пат пакетот да не е воопшто отворен. Не е прв пат, но од одамна нема вака пакетот да не е воопшто не е отворен, не да имам зината да имам што има напред. Така да, еве како изгледа. Многу е голем, но тоа е затоа што има облека во него. Така да, ајде веднаш да започнеме. Прво да сечиме. Ова може да се изгледа исто. Еве има скодувка. Така ќе го сечиме, се надам дека нема да сечам нека облека, не. Се е стакувано, така да нема да. Прво што го видов и што можам да го видам, еве како изгледа, е торбата. Така да прво ние ќе изгledаме на плажа. Ова е торба за на плажа и е премно голема. Вау. Сега ќе отвориме да видиме каков е материјалот. Actually, не е толку лош. Ваква иста имаше и Наджа, од Анџела и Наджа, сигурно знаете. Сигурно се сетите, така да знаете. Буквално иста, таа видов дека има од како веќе апаратот. И видов како изгледа, дека беше одлична и дека се допадна и неја, така да не се личи нешто многу. Следно се влечките. Мириса како нови влечки. Сега ќе видиме дали ми чинат. Ми чинат, да. Следно имаме, што е ова? Фустанот! Инаку и во ова видео ќе видите каде што ќе пробувам сите работи. Фустанот! Вау! Материјалот мене ми се допаѓа, искрено. Очекувам нешто погрубо, по некој потврд нешто, ама убав. Изгледа многу добро, ќе го пробаме после. Сега ќе пробуваме на крајот, така да ако сакате да го видите, на крајот ќе видите. Што е го? Тоа е на крајот. Последа. Сега се облеката. Опа. Еве го лепекот што го зедов за ногти. Затоа што имам ногти, онакви пресонс. Има онакви костикерчиња. Не знам со нив како да ги ставам искрено и многу ми паѓаат и ми се потешки. Мислам дека ова ќе биде многу полесно. Овде имаме 10, мислам дека вакви пакетчина. Следно имаме блуза. Зедов многу естетик, многу прити блузи, значи се убави. Се надам дека нема да биде мала. Нели оваа на мојата омилена. Знаете ли колку кјут е ова? Материјалот е окей. Со беше муфали. Да, ако беше потврд и беше многу како посвечена, вака е многу кјут. Многу е кјут. Следно. Таа блузичка беше и таа, не знам колку пари, ама во главно блузички да ми се бейби, не знам мотив. Ама така да ја многу. Не го очекував овој материјал од оваа блуза. Многу погруп и многу потврд, да речам, материјалот изгледаше на слика. Но не е прекатастрофа, но така да е окей. Малце е големко, ама јас се плашам за големините, изгледат силно не големи. Сега одиме со шорцоите. Некако ми изгледат многу добар квалитет, сега ги видиме. Сега деле многу големи ми изгледат. Овие можам да ги кажам само дека најубави моментално во материјалот ми изгледаат, ами се чувствуваат поубави овие најубавиците. Сивите се ефтин многу грд материјал и многу грда боја. Многу грда боја. Но за низ дома се окей. И уште нешто друго последно имаме од облека. Купачите.
Како можеше на крај. Иначе купачите пише од друго. Купачите и мислам дека или фустанот или некој од блузи ве доби бесплатно. Нешто беше, кој беше? Купачите се многу специфични и големината не знам. Материјалот е окей, купачи, нормално, купачи се. Еве ги долните. Ова се долните, тие се шарцеви, не се како што се видите. О, но. Леле, луѓенца, мали ли се. А и долните ми зарадно. Еве го горниот дел. Многу се убави, квалитетот е преубав. Ми изгледат многу мали. И ги пробувам после ќе ви кажам, ама многу мали ми изгледат. И последно, така да, последно. Е ова. Така да сега одиме со еден unboxing. Овој unboxing ќе ви го снимам на масата, затоа што вака нема смисла. Ева како изгледа. Се надам дека ова ќе биде добро, затоа што имам гледано многу добри reviews на неа. Гледа колку е мала. Ева како доаѓа во ова. И внатре имаме, не знам што е ова, instructions. It is normal for the camera and battery to continue use. Океј. Ево го тоа што ни треба, memory card, 32 GB, добро, супер. Полноќ. Океј. I got it in pink color. Ова изгледа многу поквалитетно и поубава. Што е ова? Remove before use. Вау, изгледа многу квалитетно искрено. Ајде satisfying part. Нема да го видите вака. Имам батерија. Затоа не се вклучува. Ете батеријата. Јас ке видев сега, леле, ако нема батерија, што ќе правам, како ќе се снајдам. Имало батерија тука. Имаме мемориската. Сега е мемориската и извајаме надвор. О, добро. И ја ставам и мемориската, иако јас имав и да требаше и да не требаше. Имав. Абе, пака треба го бе. Ела бе, окей. Сега можеме да го клоузиме. И сега можеме слободно да ја пуштиме. Да го навалам светло, за да можете да видите. Wow. Welcome. It says welcome. What? Квалитетот. Квалитетот е многу добар. Гледај, конечно најдов новата камера, значи за снимање, затоа што не сакам да снимам со мојот телефон. Затоа што толку е напорно, толку е, значи нонстоп телефонот да немаш место за ништо. Значи ова се чисти, имам и тако за чистење. Значи тоа ќе ми треба добро. Сликата е предобра. Буквално. Ајде идеме во другиот дел. И здраво сите и добре дојавте во ден 2. Денес имаме помал пакет, но сум многу убави работите, така да биде многу интересно. И сега можеме веднаш да почнеме, затоа што сум екстра возбудена. И ајде, затоа што ме чека и мојата сестра, затоа што тука има таблет, за кој што бидете сме многу возбудени. Некој пат за да не се мачам како тогаш тој ден, со откривање на поштата и сето тоа таму се пишува некои информации. И четврт пат залепив некој работа, така да тоа ќе го игнорираме. Сега ќе го сечиме. Повторно заедно го отвараме. Фала и на мојата сестра што издржа да не ги отвори. За сега пакетите, ќе идеме понатаму. Инаку ова ќе биде последниот ден, да. Затоа што нема да собери. Веќе мислам дека 20 минути ќе стигне видео или 15, што е друго. Така да, другите пакети ќе ги снимам во наредно. Така да знаете дека ќе има. Ево како изгледа внатре.
Ова е таблетот. Но ќе нема прво со блузата, затоа што таблетот веќе е интересен на крај ќе видите. Блузата но cute pink color. Много сладко. I love it. Ево како изгледа. И материјалот и се. Ево блузата. Овде требаше да има панделка. Кај е панделката, бро? What? Ще имало внатре. И како ќе се стави ово? Туку треба кој ќе го ставиш и да го врзиш како појас околу тебе. Готово, разбрано. Значи имаме и ова кој што се става одоколу овде и се врзува за вака да стои на бузето, еве. На слика можете да видите дека беше како со панделка, само мен се шокирав. И ете како изгледа сталакот, моментално стана сталакот. Или како и да се вика, немам појма. И сега на таблето да едат, многу тежок. Така сталакот ми е 10 од 10, многу е добар и се надам дека ќе види се како што треба, затоа ќе ви кажам накано. Бузето и така ми беше окей, така да сега е време за таблетот. Многу е изгледа тешко и мислам дека ќе види многу квалитетно. Сега нека од овој агол се гледа најдобро што може, така да се ги отвориме. Инако не можам да ја покажам отвореното затоа што има нешто недолно скенирање. И не знам што и да е. Инако се моментално ви снимам со сталакот, инако нешто не ми држи како што треба, може би јас не знам да користам, затоа што ваков сталак се тако што се шири долу да стои, немам до сега имено. И затоа не знам кој име. И еве го таблетот, луѓе драги. Сега ќе го извадам маската. Иначе маската е многу квалитетна. Ова многу ми изгледа интересно, нели? Ако чини како што треба, тоа ќе види наистина многу добро. И еве го таблетот, како изгледа, како се вика. Така има амотата, да го вклучиме. Ќе го ставам во маската веднаш, затоа што така подобро изгледа. Забава. Дори се пушта тој, ние ќе провериме тука што има. Тука нема поноќ, има, пак нема за во. Добро, пат се понесе. Сега овде за местење и сето тоа. Имаме тука полноќ и user guide. Што не ми беше многу треба, затоа што не сме много како да имам таблета и општо телефон или такво нешто. И сега ќе го сетираме сето тоа и потоа се враќаме и ги покажам што има и како има. Така да се гледаме после. И сега да ви го покажам од како искористен или од како знам што треба и како треба. Имаме задна камера и блиц. Ова е на секој телефон што го има. И еве како изгледа. Гледајте како се изгребал. Леле. Го користев ова моливче. Прво од оваа страна, после од оваа. Гледайте што направи. Океј, дефинитивно нема повеќе користење на овој дел со кој што се направи тоа. Кога ќе се пушти, изгледа вака. Вака изгледа кога ќе се пушти. И ева како изгледа. И прво го имавме фустанот. Мислам дека е добар. Само има еден проблем, а тоа е што е краток. Кини и прелош. Иначе еве ги влечките. Еве ги влечките. Одлични се. Everything is great. Ова е свено, ова прекрасно блузе. Што ми премногу хубава. Не стега. Предобро е. Или чек многу носан. Прекют, пресладко, преубаво, ова може да се носи при мен. Не знам, онака како свечен кој малце интересно бъде. Предобро. Да, предобро. И уште косите пантолани. Искомбинирав. Не, одговара ова со ова. Боите одговараат супер. Еве ги овие моите омилени од кратките што ги дедов. Предобри се.
И ево го следното блузе. Искрено подобро изгледа тоа што мислев, како што го видов така спаковано, прекјутер. Може би моце како провидно, моце повеќе провидно. И овие други куси да ги видите и тези исти. Окей се. Окей. Тоа беше тоа од денешното видео. Сега ќе видите само кратка снимка со новата камера, ќе видите некои слики, нешто ако направам. Така да тоа беше тоа. Мајка ми, татко ми бенисаа се, само еден проблем имавме. Она за кој што порачав, копачите, не ми чинат. Сега ќе видите видеа. И еве го бузето, ама проблемот е што ми е мало. Не е мало, ама не се примените толку. И тоа беше тоа, се надам дека ви се допадна и дека уживавте во денешното видео. Ви кажав дека сум презадоволна од се, исто така и од таблетот кој што не очекував да биде толку добар. Ви направив видео каде што видовте каков е, колку е добар. Така да сум презадоволна и ви чекам да го користам за многу работи, тоа е со сигурност. Уште еднаш да кажам, видеото, мислам дека ниту еднаш не кажав, па дека ви снимав и дека отворав, ниту еднаш не кажав дека видеото не е спонзорирано, да знаете случајно, ако слушате дека си фалам, не значи дека е спонзорирано и дека јас лажам, и да е спонзорирано не би лажела. Во момент сум многу искрена со се што добив од тему, така да тоа беше тоа. Се надам дека ви се допадна. Сега се гледаме со наредно видео кој што ви кажа дека ќе биде смути челендж, наредно видео кој што ќе биде смути челендж. Со мојата сестра тоа ќе пробаме најскоро да го снимиме. Инаку ќе има уште еден ваков summer theme haul и уште малку ќе стигнеме 200 сабскрајбери, уште 8 сабскрајбери. Имам 192. Тоа е прв пат во животот. Јас и претходно сум била запознаена со сите ова од YouTube, но никогаш не сум стигнала до 50, па не до 192. Така да ви благодарам многу за тоа и многу сум среќна што ви се допаѓаат моите видеа и што едноставно сте радосни за тоа што јас се радувам, за тоа што имам можност да снимам за на YouTube, имам можност да едноставно да правам такви видеа како што секогаш сум сакала да правам. Така да тоа беше тоа и се гледаме сега во наредното видео. Чао!